Take a look at what happened. Кампањата на поранешниот председател Доналд Трамп вели дека тоа е добро откако го преживеа она што FBI го опиша како обид за атентат за време на предизборен собир саботата вечерта. Трамп вели дека бил застрелан во увото за време на нападот, откако што велат властите, пушка во стилот AR како оние што се користеле во неколку масовни престрелки во Соединетите држави. FBI го идентификуваше 20-годишниот Томас Метју Крукс како потенцијалниот атентатор на Трамп, а тајната служба вели дека смртно го застрелала надвор од местото на собирот. По насока на председателот Бајден ќе се спроведе независна истрага на инцидентот која ќе ги испита активностите на тајната служба и другите органи за спроведување на законот пред, за време и по покањето, за да се идентификуваат непосредните и долгорочните корективни активности потребни за да се осигура дека мисијата за заштита на националните лидери е наефективно исполнета. Белата куќа соопшти дека Бајден телефонски разговарал со Трамп, а председателот подоцна и се обрати на нацијата од овалната соба. Тој повика на единство, осудувајќи го насилството што ја погодува американската политика, вклучително и нападот од 6 јануари врз американскиот Капитол и екстремистите кои им се закануваат на изборните работници. Трамп оваа недела е во Милвоки на Републиканската национална конвенција, каде се официјализира неговата номинација како кандидат на партијата за председател. Но по пукањето во Пенсилванија, тајната служба одговара на прашањата за нејзината способност да го обезбеди местото на одржување. Ние сме уверени во овие безбедносни планови што се на сила за овој настан. И ние сме подготвени да одиме. Тоа беше 18-месечен процес. Работевме заедно во текот на тие 18 месеци, за да развиеме оперативни безбедносни планови, за кој било и за сите аспекти на безбедноста поврзани со овој настан. Тајната служба ова го нарекува национален специјален безбедносен настан, највисоката безбедносна ознака што ја дава федералната влада. Градоначалникот на Милвоки, Кавалиер Џонсон, ја повтори својата доверба во 18-месечниот процес, додавајќи дека локалните први одговорни, како и државните органи за спроведување на законот, се подготвени да ја заштитат Републиканската национална конвенција. Назад во Пенсилванија, камерите снимија агенти на FBI како влегуваат во домот на осумничениот престрелник Крукс во областа Бетел Парк. Неговите мотиви за пукањето остануваат мистерија. Но начинот на кој тој го изврши нападот на прво место стана политичка точка на вријање. Како што рече председателот на Комитетот за надзор и одговорност на представничкиот дом, Џејмс Комер од Кентаки, американците бараат одговори. Додавајќи дека комитетот наскоро ќе испрати официјална покана за сослушување до директорката на тајната служба Кимберли Чител.